Здраво, ова е 95-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е The Golden Glove на Фатих Акин, во кој станува збор за сирискиот убиец Фриц Хонка, кој ги тероризирал жителите на Хамбург во 70-тите години на минатиот век. Филмот уште од првите кадри ја демонстрира бескрупулозноста на Фриц, предупредувајќи ги гледачите како филм ќе гледаат, со сечење на мртвите женски тела со пила во домот, отстранување на делови од телата во контејнерите и чување на остатокот од труповите во отворот во зидот во поткровјето како сувенир. Како што може да се претпостави, незамрзнатите останки шират гадна смрдеја на скапано месо, која што е забележлива од идните потенцијални жртви кои ги носи од кафаната Златна ракавица во неговиот дом, под изговор дека миризбата доаѓа од готвењето на неговите грчки соседи, додека ги алкохолизира неговите жртви, силува, обезглавува и расчеречува екстремитетите. Скршените ликови кои се присутни во Златна ракавица, кафаната со симнати завеси за да биде непречено пиењето од дневната светлина, се комплетно заборавени од општеството, таму одат за да се опијат и избришат од постојање. Жртвите кои ги бира алкохоличарот Хонка се жени кои никој не би се загрижил за нив и би дигнал прашина за да ги побара. Од една од неговите жртви бара согласност да ја добие во посед нејзината ќерка за да ги продолжи неговите изживувачки фантазии врз неа. Алкохолот е мамецот за несреќните жени кои ќе се соочат со човечкиот монструм. За дополнителна контрадикција вметната е една посета на калуѓерка која се обидува да спаси некоја од жените бездомнички во кафаната. Покрај крволочната приказна за Хонка, во филмот провеуваат и извадоци од животот на Петра Шулц, незаинтересирана ученичка за незиното образование, со занес во незиниот дистанциран поглед, која што режисерот ја издвојува како една од потенцијалните жртви на убиецот до самиот крај на филмот. Ова е една неврзана coming of age приказна која што се провлекува во делото, како едно дополнително струење на ликови кои екзистираат во мало околу ладнокрвниот убиец. Избезумениот убиец Фриц Хонка дури и има еден обид да живее заедно со една од неговите жртви, се разбира под ригорозен услов за исполнување на неговата луцидна фантазија, па дури и има еден делумно комичен обид за започнување на нова страница во животот по сообраќајната несреќа на ново работно место, меѓутоа и овој обид за благосостојба ќе го пропушти на првото алкохолно искушение, обидувајќи да злостави една своја колешка. Алкохолот не може да го измие сечие незадоволство од животот. Впрочем, кој му дава службен пиштол на сексуален манијак и пакосен убиец? Сепак, сите патишта за овие ликови од талогот на општеството водат во Златната ракавица. Неизбежно е филмот да користи тропи од хорор жанрот, кога се опрашање убивање на жртви со рапидно удирање на главата од маса, давење или пак сечење на делови од нивните тела за отстранување, но тие секвенци се снимени без фанфари и на натуралистички пристап на европската кинематографија, подсетувајќи на потфатите на Трир во The House That Jack Built или пак на Джим Макнотон во Henry, Portrait of a Serial Killer, меѓутоа не поседувајќи ја нивната инвентивност, бидејќи Фатих Акин се држи до зацртаната премиса на новелата, која што го опишува свирепиот убистен поход на психопатот Хонка, кој што нема да остави запамтливи сцени за себе. Фатих Акин применува неколку значителни и препознатливи трекинг кадри за отстранување на мртви тела во куфери и комично паѓање во кома насреде улица на алкохолизирана жртва. Костимографијата и сценографијата е соодветна за оживување на Хамбург од 70-тите години на минатиот век, затоа што без проблем го торпедираат гледачот во оваа ера, меѓутоа вистинската звезда на филмот е младиот актер Јонас Даслер, кој под убедителна шминка се трансформира во крволочниот злосторник Фриц Хонка. Погледнете го момчето во Never Look Away и самите ќе дојдете до заклучокот дека тоа е модерниот Питер Лор од М.
Во видеологија го обработив сега веќе предпоследен филм на Фатих Акин, In the Fate, кој беше симбиоза на вештината на снимање и умешноста да се предизвика емпатија во деликатните морални конфликти на ликовите, што е важечка суштественост и за неговите класици Head On, The Edge of Heaven, Soul Kitchen, Goodbye Berlin. Меѓутоа, неговиот нов филм е комплетно застранување од оваа насока, затоа што прави исчекор во неговата кинематографија во матни води, налик смелите исчекори кои ги правеше неговиот сонародник Рајнер Вернер Фасбиндер, создавајќи бездушно дело кое плени со неговата грозоморност. Фатих планира повторно да соработува со Даен Кругер на неговиот предстоен филмски проект. Може би не е близок по форма, меѓутоа во целењето за прикажување на мувлосаноста на околината и атрофираниот вредносен систем на една болна индивидуа, филмот ми е близок со култниот Ангст од 1983 година на Гералд Каргл, кој што представуваше една иманентна борба во убиец, кој е во фаза на изнаоѓање на неговата следна жртва, болен од потрагата за одземање на нечиј туѓ живот. Од една страна, благодарен сум на Фатих Акин, кој поаѓа од намерата да ја адаптира новелата на Хайнц Штрунг и го прикаже распадот на државата на секое можно ниво по Втората светска војна и ја символизира незината монструозност, меѓутоа, попатно успева да ги детронизира глорифицираните подигнувања на постаменти на сериските убийци на рамниште на рок-н-рол звезди, со преданија исполнети со стравопочит, меѓутоа Фатих е наклонет на прикажување на недоветната личност која се дави во живата песок на неговите злосторства. Да ги оставиме рок-н-рол звездите да останат рок-н-рол звезди, а сериските убици да ги гледаме како криминалци, а политичарите како лажливци. Долгогодишниот соработник, кинематограферот Рајнер Клаусман, и во овој филм ги има комплетирано своите исполненија на највисоко ниво, добивајќи визуелен приказ на кафеавото кралство на трулежот, кое се проширува во Валканиот стан на подкровието на убиецот Хонка, излепен со фотографии од порнографски магазини, неговата клаустрофобична човечка стапица, а негов соодветен контрапункт е чистината во сцените на новото работно место, кое што представува лажен обид за почеток на нов живот. На секој можен начин се Рајнер и Фатих преквалификувани за ваков филм, меѓутоа пак немаше да го добиеме ова стравично дело доколку не беа подготвени двајцата да се впуштат во мрачните домени на човечката душа. Филмот нема оригинална музика создадена за делото, затоа пак има избор на композиции кои се дополнителен елемент за носталгичното патување назад во времето и местото на злосторството. Епилогот на филмот е повеќе од соодветен и неизбежен за безобзирниот убиец, кој е прекинат насред својот долгоочекуван подвиг. Филмот беше прикажан на овогодинешното издание на Берлинале, меѓутоа не освои ниту една мечка на фестивалот, а потоа играше во Лион, Имеджин, Бушеон, Одеса. Режисерот и кинематограферот ќе бидат присутни на Интернационалниот филмски фестивал Браќа Манаки оваа година, а филмот ќе биде дистрибуиран од Warner Bros. Сметам дека многумина ќе го заобиколат ова дело, затоа што нема да сакаат да се изложат на грозотиите кои ги има изведен овој серијски убиец, и поради тоа многумина го поставуваат легитимното прашање за потребата на постоењето на филмот, меѓутоа филмот не е медиум наменет исклучиво за прераскажување на убави приказни со среќен крај, ниту пак за забавување на секој можен посетител што стапнал во киносала. Самиот Фатих Акин соопштува дека станал режисер поради хорор филмовите и немал можност да сними хорор филм досега, поради тоа што во Германија се снимаат само артхаус филмови, а тој со ова дело се обидува преку неговиот стилски израз да го улови насилството во камера, обидувајќи се да го доближи делото до Тиена Ханеке, Зейдл, Вероника Франц, Бруно Форцани, меѓутоа според мене изборот на овој убиец кој доаѓа со соодветни лимитирања се сериозни причинители за воздржување на овој филм да стане наредниот The House That Jack Built, иако Фатих и екипата имаат создадено едно интригантно екранизирање на неговата локална хамбуршка легенда во модерно култно остварување во европската жанровска кинематографија, кое не бара од гледачите да се сочувствуваат со убиецот правејќи го допадлив, напротив, ја соголува неговата бесрамна злоба и го соочува со животот на безнадежниот свет, кој има ставено длабоки лузни на ликовите,
ги има оштетено и заборавено во Дикенсоновиот отпад, наречен Златна ракавица, како што овој филм ќе биде неправедно заборавен во кариерата на Акин. Секоја чест за храброста на Фатих да им демонстрира на арткаус фетишистите дека постои нешто многу значајно надвор од рамките на извиканата кинематографија, а кога автор, што знае што прави со камерата, ќе се соочи со предизвик да се изразува низ јазикот на хорор жанрот, се случуваат синеастички чуда. Овој филм не е едно од нив. Ако морам да го евалуирам The Golden Glove, од мене има 3,5 од 5. Доколку ви се допадна 95-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица и благодарам за вниманието. Поздрав!